Како да излезеш од заглавеност и зошто ништо не ти успева? Доколку имаш чувство на заглавеност, тоа доаѓа од само едно место, од твојот внатрешен свет и од твоите блокади кои што се наоѓаат во тебе. Ако ги гледаш и моите претходни видеа, веќе е јасно дека се што имаме во нас и целиот внатрешен наш свет се рефлектира надвор преку настани, луѓе, прилики, можности, одлуки и така натаму. Ако чувствуваш дека во посебно време си личност која што е заглавена во едно исто секојдневие и не може да направи некоја посебна промена, видеово е за тебе. Во видеово ќе споделам 4 чекори за излез од заглавеност и неколку процесни вежби кои ќе ти помогнат да допреш малку подлабоко под површината на твоето јас, за да видиш од каде доаѓаат сите овие работи. Главниот проблем кога чувствуваме заглавеност е дека ние не сме свесни дека ситуациите кои што само ни се повторуваат и никако да излеземе од нив, фактички изворот на тие ситуации се наоѓа во нашите внатрешни процеси и во нас самите. И знам дека сега некој ќе рече, ау, па не, ова не е можно. Не е можно јас да учествувам во тоа дека јас сум болна, или тоа што немам пари, или во проблеми од типот загубив многу значајни личности. И сите несреќи што ми се случија, каква врска имам јас сум едноставно жртва на околности. Токму тука се наоѓа клучот, што ние на несвесно ниво сме директни учесници во сите негативности што воопшто ни се случиле. Ние сме директни учесници, секако дека не сме сами во тие настани, се случуваат околности. Но ние, кога ќе ни се случи негативен настан, нашите реакции, одлуки, постапки, емоции дефинираат до каде ќе оди таа негативност. Негативноста ќе оди во почетна фаза, во огромна фаза или скроз самите себе да се закопаме. Поентата на ова видео е токму тоа, да освестиме дека и ние учествуваме во креирање на проблемите, драмите, несаканите настани, околности и се што ни се случува во животот. Секако дека има надворешни настани, но многу е важно како ние со нашата свест, енергија, вибрација и фреквенција делуваме на истите. Во видеово не сакам да објаснувам дека јас немам проблеми и дека тоа не е вистина. Јас сум исто човек како и сите вие. Човек и личност која што иако долго време работи на себе, се уште има проблеми и неволји. Но со вас би сакала да споделам методи и процеси кои што навистина го олеснуваат животот, но не ги прекинуваат проблемите. Ако некој ви каже дека откако ќе ви се оствари она што го сакате, откако ќе постигнете некоја цел, дека тука завршува се, не. Проблемите не прекинуваат. Разликата е само во нивниот квалитет. Вие ќе имате малку поквалитетни проблеми и нема туку така да се предадете лесно на околностите кои што ви се случуваат. Јас сум Валентина Квантум, автор, ментор, хипнотерапевт, мајка, сопруга, поддржувач на огромен број на мои клиенти кои што имаат прекрасни гениални идеи и секако дека работата на себе, исцелување на сопствените рани и работата со огромен број на клиенти, нивната подсвест, нивното несвесно ми овозможи пристап до тајните на нашиот ум и како тој влијае на квантното поле околу нас. Се надевам дека следниве вежби и процеси ќе ви олеснат и ќе ви помогнат. Многу одлуки, постапки, однесувања едноставно и лесно да ги промените. Но како да излеземе од заглавеност? Чекор број 1. Самосвест за себе и за своите внатрешни процеси. Зошто ова го правиме? Затоа што манифестираме од блокада.
Вие можете да запишувате цели колку што сакате, да правите планови, да организирате во вашиот ум разни настани, но во реалноста тоа се менува. Се менува бидејќи штом зачекорите кон целта или кон остварување на она што го сакате, се соочувате со препреки и блокади во кои што делумно и ти учествуваш. Кои се тие блокади кои што ги имаме во нас? Најчесто, нели, се 4 јавачи на апокалипсата на негативни настани, а тоа е страв, негативен внатрешен говор, самокритика и сомнеш. Секако, најопасна вибрација од овие 4 е вибрацијата на сомнежот. Колку и вие вежби да правите, колку и процеси да правите, вибрацијата на сомнеш е толку една пробивна вибрација што буквално делува на полето за да приликите и сите позитивни настани едноставно се избришат. Како да сами ја закупувате патеката која што се отвара пред вас. Што во пракса ова значи? Океј, сакам да сменам работа и пребарувам огласи, гледам во огласите и наоѓам некоја добра прилика и едноставно не мрднувам со прст. Нити се јавам, нити одам на интервју, ниту ништо. Значи, тоа е првата блокада. Страх од промена. Што ќе се случи, што ќе изгубам? И почнува внатрешен говор. Како ќе ми биде тамо, дали моите вештини ќе бидат, па дали мене ме бива, дали сум јас за оваа висока, што ќе бараат, сигурно ќе бараат од мене. Почнува, ние викаме закон на предпоставка и вибрација на сомнеш. Тоа се две вибрации кои што буквално прават бришење на се што сакате ви. Предпоставката прави буквално да сите планови, желби, вие што сакате да се оствари, негативна предпоставка ги брише и ги руши сите визии што вие фактички губите време и енергија да ги направите. Јас знам дека добар дел од публиката што го гледа ова видео прави вежби, работи на себе, но сепак морате да знаете подлабоко како влијаат блокадите и на кој начин се разрушува сето тоа вие што го градите. Едноставно испаѓа дека сите афирмации, визуализации и медитации ги правите потполно џабе, бидејќи не викам дека е скроз, секако дека има влијание, меѓутоа позадинскиот процес, откако ќе ги направите, како вие го терате денот, има голема разлика и што вие во текот на денот размислувате. Вежбање 5 минути од сабајле и 5 минути навечер ментален говор или одреден ритуал, секако дека има добробит и благосостојба, но нема траен ефект. Нема траен ефект од проста причина што обичен човек во текот на денот има од 20.000 до 60.000 мисли, а вие, например, сте потрошиле, не знам, 5 минути, 10 минути, еве, и 15 на само програмирање или репрограмирање, што на вистина нема доволен ефект. Ефектот е кога вие ќе споите работа на себе, отварање на блокадите, кои се блокадите да ги видиме, што е тоа што мене реално ме спречува да тргнам по патеката која што е наменета за мене. Каде е мојата блокада и кој е мојот внатрешен говор што мене ми ги ништи сите прилики, иако мене ми се даваат на мојата патека. И да, мислам дека некои од вас лесно ќе сватат дека ние сме си на себе си најголеми непријатели. Ние себе најжестоко се казнуваме, ние себе најжестоко се самокритикуваме. Секако тоа се научени програми, донесени во нашата подсвест уште од нашето дејство, секако дека матрицата од општеството и од фамилијарниот систем, школскиот систем и религискиот и така натаму, секако дека представуваат огромна пречка во
во мотивот за излегување, односно во намерата да излеземе од таму од каде што сме. Секој што и малку се обидел да направи промена, видел дека првиот чекор која ќе исчекори е најтежок. Зошто? Затоа што старата верзија на идентитетот ве држи буквално како во внатрешен затвор, бидејќи има многу работи кои што треба да се расчистат, додека ние да може полесно и без некој товар од минатото, од претходно превземени програми, да се тоа растерети, за да може ние полесно да чекориме по патеката која што е наменета за нас. И одиме на процесната вежба. Што е тоа што најмногу ме спречува да го остварам она што го сакам? Држи го прашањево малку подлабоко. Може би ќе ти дојде одговор веднаш, немој да го видоизменуваш, немој да го мислиш одговорот, само чекај го да дојде. Што е тоа што ме спречува? Што е тоа што имам страх дека ќе го загубам? Најчесто е ова една од главните причини. Кога ќе треба да направиме промени, имаме страв што ќе изгубиме, како ќе биде, како ние ќе одиме рака под рака со несигурноста, што ме чека таму. Да, овде сум во пекол, но да не е тоа најголем пекол што воопшто ќе го пресретам. Значи, овие две реченици, буквално прават печат на судбината. Каде што сам секој вели, да, во пекол сум, тешко ми е, или не сум во пекол, едноставно не ми е издржлива ситуацијава, ама таму може би е пострашно. Значи, оваа реченица ние ја викаме завршен удар или нокдаун, каде што со овие два дела од оваа една реченица вие се буквално збогувате со она што навистина го сакате и едноставно настанува откажување. Затоа сега заедно со мене го работиме овој процес. Што е она што е најголемата блокада? Каде чувствувате у вас најголема пречка за остварување на она што го сакате? И второто процесно прашање од оваа вежба. Од што треба да се откажеш за да го добиеш она што го сакаш? Најчесто овде сме заклучени и затоа јас, ако ме слушавте на почетокот на видеото, велев заклучени во блокада, значи овој момент на системна заклученост, каде што ние не сакаме да се откажеме од нешто тековен комфорт, а сакаме да направиме промена, што верувајте е можно, но не е се црно-бело, имаме и транзиторни решенија, меѓутоа треба да се освести што не држи, кој тековен комфорт, која сигурност, во тој комфорт па и страдаме, што не држи назад, што не влече назад и никако не дозволува да тргнеме кон она што е наменето за нас. Доколку си во можност да седнеш и да запишуваш, би било најдобро, или барем електронски, во ноутс да дојдеш од некои сознанија, бидејќи навистина овие процеси ќе направат отклучување, на блокади и самосвест за себе, како ние уствари се обидуваме, но бескорисно правиме некои потези кои што немаат некој реален ефект. Можам да ви споделам искуства од клиентите. Пример, клиент кој што се соочува со социјална анксиозност и тој негативен говор, неговиот негативен говор е следен. Па јас едва и се обидувам да се јавам на телефон на познаник, а не па да работам во комерција.
Не, тоа не е за мене, дајте нешто што јас ќе бидам сам, нешто ќе бидам осамен, каде што, а тоа е во сосема огромна спротивност во однос на сите потенцијали што ги има тој човек. Значи, тој човек има огромни потенцијали, меѓутоа не ги споделува со другите затоа што се плаши да е автентичен. Се плаши да е одбиен, тоа сите ние реално се плашиме, но кај некој овој страв е навистина интензивен. Некогаш средината знае навистина да биде, да кажам, сурова, но тоа е дел од учењето и дел од раст на душата. Исто така, искуство од друг клиент. Вели, имам јасна сонеца и спијам само по неколку часа. И не знам дали сум за таа работа кај што бара будност, каде што бара прецизност, да не направам некоја белја, подобро да се откажам од ова. Ова го споделувам со вас, бидејќи да дојдете малку и вие да си ставите пред себе како вие разговарате со вас и како вие уствари одите и сите ние одиме по погрешна патека, барајќи механизам на справување, а не решение или излез од тој идентитет, односно од таа верзија од себе. Секако дека работата на себе придонесува промена на идентитет, што уствари е крајната цел на работата на себе. Кога ќе си ја промениме својата верзија, ние правиме различни одлуки, постапуваме различно, имаме различен ум, ние велиме како се креира шампионски ум, значи се креира преку чистење на рани, неисцелени работи, некои програми, товари од минатото или од фамилијата. Значи, тоа е единствената патека каде што ние можеме, откако ќе завршиме некои основни работи од работа на себе, да се поставиме правилно на режимот, да свесно го креираме нашиот живот по дизајн и по волја. Чекор 2 за излез од заглавеност. Дали знаеш точно што сакаш? Некои луѓе знаат точно што сакаат, но не знаат како да го направат тоа. Но овој чекор 2 е за оние кои што не знаат точно што сакаат. Кога ќе кажеме, напиши точна визија, луѓето не знаат точна визија што точно сакаат. Едноставно само сакаат да излезат од чувство на заглавеност во која што се наоѓаат. Знаат нешто магловито, да, јас сакам, не знам, сродна душа, сакам да заработувам повеќе, сакам да го направам тој проект или не знам, да си го подобрам своето здравје. Но немаат точна визија. Толку многу се навикнати на реалноста во која што се наоѓаат, да едноставно кај дел од луѓето дури и со страх пристапуваат кога правиме, да речеме, дизајн, како би сакале да изгледаат наредните 2 години од нивниот живот. Едноставно немаат никаква визија и имаат првична одбојност или отпор кон она што го гледаат дека навистина го сакаат. Затоа, убаво би било овој чекор 2 да се направи точна листа. Значи, сакам тоа. Јасно и гласно и видливо. Значи, видливо и во свеста ваша, видливо и на хартија. Уште е подобро ако можете вие да направите нешто да е сосема јасно. Ете, да, ова го сакам, да дадете како точни инструкции на вашата свест, на вашиот ум, на вашиот софтвер на некој начин, бидејќи видете, нашиот ум представува софтвер кој што е даден од Бога, таа е божествена технологија и сето тоа ние што сме. Умот е даден за да решава проблеми и верувајте, дајте му нешто квалитетно да врти во умот, бидејќи моментот кога вие немате точна визија што точно сакате, влегувате во закон на ентропија, односно како да сте вшмукани во хаосот од општеството, околината, фамилијата. Тоа се случува намерно, на некој начин намерно, бидејќи играта е таква, животот е таков, каде што ние мора да се одвоиме малку, да имаме дистанца од тековните настани, за да утврдиме што навистина сакаме и да го ставиме тоа јасно и гласно.
И одиме на чекор 3, како да излеземе од заглавеност, односно од блокадите што се во нас. И слободно, доколку некој од вас работи, запишува, нека си запише. Чекор 3 е отпуштање на минатото, спомените и врзаноста за исходот од некое минато кое што тебе требаше да ти се случи. Врзаноста за минатото представува една од поголемите блокади која што не ни дозволува исчекорување кон она што го заслужуваме и кон она што реално ни следува. Човековата свест, општо на колективно ниво, има тенденција да го идеализира минатото, односно каков требаше да биде мојот живот. Често пати ние како луѓе се вртиме наназад, некои од нас дури и секојдневно. Се вртат наназад и постојано вложуваат енергија во една така наречена заблуда. За жал е заблуда. И јас ова до пред неколку години можам да кажам дека го чувствував и ми беше нерасчистена блокада. Мислев дека за некои настани од минатото ми е жал, но испадна дека така требало да биде. Едноставно, човек сваќа по некое време дека залудно си го губи најважниот ресурс што воопшто го поседува, а тоа е нашето време. Нашето време изминува и едноставно е глупаво и нерационално да идеализираме нешто што и онака никогаш немаш да биде така како што е во нашата илузија. Гајање на илузии е навистина отровна градина во било кој ум. Верувајте, со употреба на многу техники каде што јас сум се вратила и себе си со помош на мојот ментор наназад на мојата временска линија и сум утврдила дека навистина сум верувала во некои заблуди. Истото тоа го гледам секојдневно во работа со клиентите и сметам дека единственото нешто кое што ние можеме да направиме различност во нашиот живот е нашата сегашност. Ние само може денеска нешто да смениме. Не можеме ние да се занимаваме и да се вртиме само во минатото, бидејќи тоа ќе го проектираме на дневно ниво и на ниво на следниот ден. Навистина е залудно потрошено време животот да ни поминува во тага, бидејќи кога долго време негувате поминати настани и спомени, вие направени се веќе neuropатеки каде што лесно влегувате во вибрација на тага. Верувајте, и јас и многу мои клиенти работат на вистина интензивно на себе за да не се случува тоа, да развијат ново неуромрежување каде што лесно ќе излезат од немир, од тага, од анксиозност. Едноставно сваќаат дека доволно е страдање и дека нема потреба да човек седи и биде во таква заблуда на цело изобилие кое што се нуди на овој свет. Секако живееме во свет каде што се нудат огромен број на прилики, ние тоа го знаеме од интернетот и нема потреба едноставно да се само казнуваме и да продолжуваме да живееме во некое минато или за нешто да се обвинуваме. Секако вибрацијата на вина придонесува исто така една од големите блокади за да не се оствари нешто што сакате. Мислам дека покрај сите овие минути кои што ви дадов објаснение, ви е малку појасно дека едноставно не може да застанете и лесно да манифестирате, лесно да реализирате, иако ние сме креатори по природа. Потребно е ослободување на сите овие товари, блокади и пречки, за да воопшто влеземе во режим на креатори. Секако дека постојат брзи процеси, затоа и моите методи се квантни, со цел човек да добие на брзина, едноставно побрзо да дојде до решение и побрзо да може да го промени, ние велиме, својот концепт или својот идентитет.
И мора да излезете од некоја мината версија ваша, пошто посекако излагувате. Вие посекако по година, 2 и 3 ќе бидете некоја верзија од себе надградена или некаков поинаков идентитет. Посекако тоа ќе се случи, но ние овдека што правиме? Ние правиме по дизајн да направиме верзија која што ќе бидеме навистина задоволни и ќе имаме чувство на исполнатост. Уште еднаш повторувам дека не постои да не некој мисли од вас дека откако ќе работи на себе дека ќе нема проблеми. Тоа да не постојат проблеми е неможно. Вие сами знаете ако нема проблеми влегувате во вибрација на досада, тоа е навистина празнина. Така да и да влезете во вибрација на празнина ќе се случи нешто, некоја драма ќе се исполни него. Овдека ние бараме разрешување на нашите проблеми по една патека каде што ние ќе превземеме одговорност за нашиот живот и ќе дизајнираме по наш терк. Секако дека ќе има проблеми, бидејќи вие откако ќе манифестирате, ќе дојдете на друга точка каде што ќе имате следно што ќе го сакате. Овдека постои една мала замка, бидејќи јас долго време се занимавам со ова, имам и пристап до многу туги искуства. Добивам впечаток дека голем број од популацијата е во колективна потрага по среќа. Ние како божествени битија во нашата есенција содржиме еден вид благосостојба, чувство на среќа, но поради огромното тешко програмирање од околината, од матрицата, од се што споменав, самата наша есенција е на некој начин затворена и не може да дојде до израз. Кога работите на себе, ние ги тргаме овие слоеви и се појавува фактички нашата душа со целиот потенцијал кој што таа го има. И сега следи процес на вежба за отпуштање на минатото и прекин на идеализирање на настани од минатото, личности од минатото и спомени што не држат таму како требаше да изгледа нашиот живот. Наведи 3 начини на кои што постојано или континуирано го идеализираш минатото. На кои 3 начини тековно во текот на неделата, да речеме, на кои 3 начини го идеализираш твоето минато? Како се навреќаш наназад и кога во кои делови од денот тоа се случува? На кој начин живееш, да кажеме, ја негуваш оваа така наречена заблуда? Ако некогаш се прашуваш како доаѓа до огромен наплив на тага и очај, без да можеш да ги контролираш овој наплив на емоции, доаѓа од овде. Зашто во текот на денот или во текот на неделата, како поминуваат активностите, ти наоѓаш време каде што идеализираш и се навреќаш на минатото и затоа тоа се рефлектира во сегашноста, во форма на наплив, излив, нели, на тага и на емоции. Чекор 4 за дефинирање на блокадите кои што ги имаме е така наречената сенка. Ова е несвесен програм кој што делува како блокада, која што не ни знаеме дека ја имаме. Често сенката ја нарекуваме слепа точка. И таа се манифестира преку тригери, односно кога сме испровоцирани и несвесно реагираме во несоодветен интензитет на нашата реакција према надворешните околности. Што ова поточно значи? Значи, можеме да експлодираме, иако од надвор нема реална причина за тоа. Едноставно имаме огромен несразмерен гнев и нервоза или може да влеземе под таа емоција
емоција на тага, бидејќи често пати гневот знае да делува како каверап или како покривна емоција на тагата, може и директно во тага да влезе во огромен интензитет на тага, а буквално да не знаеме од каде е тоа. Кога имаме ваков несразмерен интензитет на наша реакција во однос на надворешните околности, тоа значи дека ние имаме сенка и дека ние делуваме и манифестираме од сенка. Сенката е blind spot или мртов агол, слепа точка. Тоа е несвесен програм во нас, рана на некој начин, нешто се случило кое што ние не знаеме зошто така реагираме. Едноставно може да помине и цел еден живот во човек да само реагира и да едноставно никој пат не открие од каде тоа му доаѓа, ниту пак да работи на себе и да дојде до тоа, и тоа е сосема окей. Секако добро е да знае било кој човек за ова, затоа што може да работи на ова и да успее да се доведе себе си во баланс и да нема таква огромна реакција, да може да ја канализира својата енергија и да ја троши или да ја користи за нешто многу поконструктивно отколку не знам во празно и во нешто што не може сам да се справи. И сега одиме на процесната вежба за детекција на нашата сенка. Детектираме сенки подолго време. Луѓе што работат на себе и голем број од моите клиенти веќе знаат сами да процесираат сенка, откако ќе дојдат кај мене ќе научат, да кажеме, во менторскиот програм, тоа го работиме. Секако на месечно ниво имаме и наш Quantum Hub, односно простор каде што се собираме во живо. Нашите групи работиме заеднички на откривање на овие малку потешки, да кажам, моменти, од не потешки во смисол неразрешливи, него потешко се детектираат од каде доаѓаат. По некое време секој ќе научи сам да процесира своите емоции, мислам дека ќе може секој да се постави на позиција сам да си ја креира лесно и едноставно својата реалност. И одиме на процесната вежба. Процесна вежба за ослободување од сенка. Како ќе изгледа мојот живот доколку не ескалирам и не реагирам, не експлодирам на начин на кој што тоа до сега го правам? Едноставно, проблемот не постои. Тоа ќе направам со мојот живот доколку не експлодирам, не влегувам во тага, немам немир, немам анксиозност. Обиди се да напишеш најмалку 30 реченици како ќе изгледа твојот живот кога твојот главен проблем го нема. Можеби не се емоции, можеби некој друг проблем. Како ќе изгледа доколку не си во блокада? Верувај дека доколку имаш приближна визија, не мора ни точно, како ќе изгледа твојот живот без тој проблем, ќе придонесе 40% потенцијал и можност за разрешување на блокадите кои што во моментот ги чувствуваш дека ги имаш. И чувството на заглавеност ќе почне едноставно да се намалува неговиот интензитет. Секако дека е потребно активности, секако дека е потребна акција. Но акција само од физичко ниво нема да го реши проблемот. Потребно е ангажман на духовно ниво и на ментално ниво, преку идеја на ментално ниво и преку гледање напред и собирање на потенцијалот во еден фокус. Ви посакувам убав ден и се надам дека нешто од ова споделено знаење ќе го употребите и искористите на најправилен начин на кој што можете. И секогаш за себе ставите си оваа мисла. Да, јас го заслужувам ова. Заслужувам да ми е денот како што треба.
заслужувам да ми се отвори патеката пред мене. Ви посакувам убав ден.